Повторно сте со мене, вашиот шеф Марк. Ова недела ќе прошетаме низ нашиот преубав главен град, каде што има многу интересни и несекојдневни места да се посетат. Ќе ви покажам каде можат да се набават специфични намирници кои ни се исклучително важни за да приготвиме вкусни специјалитети. На почеток одиме на едно од моите омилени места – пазарот. Ќе го посетиме Зелениот пазар во центарот кој е еден од најголемите и најубавите во државата. Епа, здраво, добар ден. Добар ден. Гледам, ти купувате јаболки. Господинът продава какви убави јаболки овде во пазарот. Прекрасни. Вие што ги произведувате јаболките, имате една посебна рецепта така со јаболки што ви се допаѓа, што ви е најомилена? Нема. Немате? Како немате? Што купивте кај господјата? Зеленчук се коше многу убав. Зеленчук купивте. Што ќе готвите со тоа? Каков зеленчук купивте? Бритва, Блитва? ова за салата се. За салата роквици па обавезно. Тоа малку дава така, малку Макдоносот е лутко. многу убав. И Ќе земам уште нешто друго. Уште за нешто салата, друго? Пошто сега одам да пазарам за добро. Супер. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добро, фала, вие како сте? Здраво, госпе. Заедно сте? Да. Одамна? Да. Здраво. Многу ми се допаѓа на вистина како вашата тезга е наместена. Така, сакум пакум, се под конец. Што готвите вие денес? Дома. Што ќе готвите? Па можеш тиквички, тиквичките се многу убави. Да. Како ќе ги правите тиквичките? Па можеш чофтиња, Чофтиња? рендана, да, Добро. чофтиња. Епа имаме една мала рецепта на брзина. Убаво е, да. И како го викате тоа, прескавици? Па чофтиња, Чофтиња. чофтиња од тиквички, да. тиквички. И од модер патлиџан, може модер патлиџан да правиш на коцки, да ги пржиш прво, после ќе ставиш со павлака, малце сол и малце лукче. Да. Вие што купивте денес? Ја моркови краставици Да. купив. Што ќе готвите Една денес? шопска салата на сопругот, па ракичка и за мен. Епа, И што повеќе да зборим? повеќе? Само насмевка и убав ден да ни биде. Бе тоа имаме секогаш. Здраво, добар ден, господин. Како сте? Па, мене ли ги ме прашувате? Да ве прашам, обавезно. Не. Ма гледај што продавате вие. Ми кажа, па не само што ми кажа, јас знам, оти го имате лукчето, што ми е нешто мене лукче, да, омилено. Имате макало. колку врсти, ме чекайте. така. Дедамо ти имате пуно врсти на лук. Имате мали, тесни, поголеми, подебели. Имате Сега вака, Што целиот е лук е разлика? исти. Што е разликата? Целиот лук е исти. цели лук е ти. Ова е комановско старо семе. Добро. Големината е различна, од најголемо до најмало. Па исто како луѓето сме. Да. Да кажеме од малите до најдебелите. Ама исто е сезоната за лукот. И ова не го заборавај, ова е макалото охридско. Охридско макало, вие го правите тоа? Тоа го правиме ке 24 години. Уа, убави салати, господја. Браво, вашето производ. Ovo je proizvodstvo, da. Од каде сте тогаш? Od Lisića. Од каде? Od Lisića. Од Лисиче доаѓа. Да. Јас сум горе во Сопиште. О, гледам компири овде. О, гледам ти го отварате. Ова е компир преубав. Гледайте го овој компир. Со срце. Преубав. Ова е посебен. Многу добро. Компир од срце. Тоа е македонски производ. Македонски производ компирот. Од каде? Од кој регион во Ова е Македонија? солунска глава. Солунска глава. Да. Добро. Това се вашите ниви, вие го или ги купувате? Не, ги прекупуваме. Ги прекупувате. Нема проблем. Што се прави со компири? Кажете ми, вие што правите со компирите? Како ги готвите? Правиме пире, ги пржиме. Правиме манџа, компир манџа. Месо гледам, ама компир вадам. Здраво, добар ден, господја. Добар ден, Гордана сум јас. Гордана, мино ми е Гордана. Гледам оти кај вас, све е напишано. Гледам путер салата, ајсберг, босилок, све е напишано, све се знае. Луѓето кога доаѓаат не барат објаснување, ама јас сум малку потежок, јас сакам објаснување малку од вас. Гледам оти имате преубави трефни. Што е ова? Ова е Матовилец, матовилец, што е? Да. Што е тоа? еден вид поточар.
Не го знам тоа. Што се прави? Што се готви со ова? Салата, не се готви. Не се готви, ова се само листовите како салата. Да, се Добро. кине и се консумира Окей. како салата. Киселец, Киселец го раштика, знам. Ова е раштика, раштика. Што е тоа раштика? Има посебен мирис, има нешто? од родот на брокула. Окей. И тоа се прави салата со тоа. Салата, а кога се големи ливчињата, може и убава сарма да се витка. Јагодите македонски? Не, грчки. Грчки се. Ја барав македонска, ама Македонска, земјата е македонска. земјата е македонска. Фала господја. Браво. Точно така. Имајте убав ден. Фала ви. Вие исто, ајде. Ајде, пријатно. Здраво, Андреја. Мило ми е што доаѓам кај тебе. Од вај сакам да дојдам. Денеска сакам да готвам малку нешто посебно. Јас знам оти ти имаш све. Имаш све. Може да имаме јагне, јунешко све тоа. Сакам да готвам ориентална кујна. Не знам зашто, ми е нешто така со зачини сакам да направам нешто посебно. Сакаш јагнешко, сакаш пилешко, сакаш комбинација од повеќе. Препорачај ме нешто. Ти си мајстор за месо. Што ми имаш тука? Имаш? Ова јагнешко, Јагнешко. Па дајде, дај ми едно парче јагне. за печење. Може за печење, има еден дел што ќе биде за варење како тажин, има еден друг дел што ќе биде за печење, што ќе биде во рерна. Сакаш друго пилешко нешто. Бе може. Стане малку пилешко, Да, супер. малку од ова. Добро. Чекај, комбинација, да, повеќе. ќе направиме за 4-5 луѓе. Охо, Нека има, нека се ова најде. со ова со пилешко, знаеш што ќе направам? Ќе направам кускус. Нека направиш ти, така си човекот што да прави. Доста. И Нека има, секојаш да има повеќе, него да има повеќе. Андреја го обожавам. Кога му порачаш кај него, за една особа или две особа, ти става за 10. Бе таков е човекот. Сакам да ми кажеш малку повеќе за тебе. За мене? Твојата приказна, да. Колку години се бавиш ти со 26. Колку? 26. 26 години. Браво. Тимот што функционира е многу интересен. Јас се бавам како филозофија. Секогаш се кажува ти Тимот е Тимот е најважен. најважен. Ама гледам, оти ти си посебен. Многу диме по месари, по луѓе, така се направи. Да. Марк се борам да направам нешто поразлично. Па тоа треба, Малку тоа сега да поразлично. кажам. Тоа сега да кажам. Овде И ти е да биде искрено пресечен. и поштено. Месо, ако не е добро исечен. Не може кој хоче да го направи. Така е, Марк. Ајде. Супер. Може да ми пакуваш тоа? Ајде. А мислам оти ги имаме сите намирници денес, за да направиме нешто врв. Андреја, Што Марк, ти сме? фала ти многу. Секојаш за тебе тука. Фала ти. Одиме да плаќаме и продолжуваме. Се гледаме. Фала многу. Мерси ме се Андреја. Фала, Марк. Здраво, добар ден. Добар ден, господине. Оу, многу сум среќен. Па гледам такви риби. Ретко се наоѓа овде во Скопје, да кажам, рибарница што има толку различни врсти на риба. Браво. Од каде ги имате овие толку врсти на риби? Нема све, али има добар избор, може да се каже. Еден од имате од краб, имате пасрамка, тоа се знае од македонско, ама све другото е морско. Сега, дали се од Атлантскиот или од другиот океан, точно, има некои. Да. Али претежно од Грција ги носиме. Гледам, овие се мали оради. Многу убаво, многу ми се допаѓа. Во Мароко се готва такви, да, имате лаврак, октопод, ова како се вика уште ова? Зубатац. Тоа се краци од лигни, да. Огромни имате, вау. Да. Браво. Имате Тоа се јајкула. интересно, денес. Има и јајкула. Голема орада. Овие се диви? Или се Тие се диви, да. Браво. Ципура, дива, лаврак, див. Добро. Када- Тоа се знае. Ова е посебен. Добро, Ова е да. посебна Ова е риба. најубавата риба, се вика Најубавата, грдобина, да. Како се вика грд? Грдобина. Како? Грдобина. Грдобина, овде многу грда за тоа, за гледање, да. По англиски се вика Колку монкфиш. порушна, посладка. Да, монкфиш и во француски се вика лот. Ја го знам ова, да, чудно име, ама во рибарниците во Белгија не ја покажуват со главата, оти навистина е грда, Тие ја радари сечат, да, ете, да, Тие ги да, пуштат да. и се мамет за риба. Тие гореше се дете да. перки. И, оп, И фаќа. да, имате и мала и голем, браво.
октопод, малинички и све. Знаете што, ќе почнеме малку со сардини, мислам, со ориентална кујна, така малку подпечени, со малку макдоналдс ќе ги направиме со домат со Не, лупче. сумњам ова. Може 15 на мислејте, а? Сардината што многу лесно да се чистат, се вади од даве, а и се директно све се вади. Многу лесни се за чистење. Им покажам на гледачите како се чистат, како се јадат. Тоа е најважно. Нема проблем, може да покажаме тука одма. 15 минута, така? Знаете што? Ќе земам од орада. Да, орада најлесно што ќе се готви, ќе земе 2 ораде, 2 малички. Нема проблем. Две. Ќе бидат доволни. И уште нешто, уште на риба сакам нешто посебно. Не знам, немам идеја. За мојот кейф, јас ќе си земам еден лист. Ин сол, да, ова знам. Ова го има во Белгија, многу добро е. Сол, да. Се вади кожата. Кожата е малку посебно тешка да се вади и тоа ќе го покажам во една рецепта како се вади. Оти се сечи малку тука, со крпа. Со солче, со нешто да подизлезе, да отпочнете и после се влече. Супер. Епа, мислам оти за денес, најдовне све што ни треба, да готвиме риба, одлично. Максимус? Не сте долго време. Јас ве познавам така, ве видов, ама имам прилика да дојдам неколку пати кај вас. Колку време сте тука? Па 10 месеци отприлика. Епа, за тоа. Мислам оти луѓето во Скопје може да памтат ова адреса, Максимус, свежа риба, тешко да се најди, ама убава риба овде. Ајде, да. Добро. Топ. Што ќе правиме сега? Одиме понатаму. Во секое убаво јадење, уште повеќе се ужива со чашка 2 убаво македонско вино. Здраво, Филип. Здраво, Марк. Да било ми е. Сакав да дојдам кај тебе, знаев ти ќе направиш отварање и све тоа. Немав прилика да дојдам, ама кажав прва прилика што ќе бидам овде во околината, ќе дојдам да те присутам. Ви благодарам, го отворивме во саботата првиот дуќан. Знам, официјално ви нормално си онлайн, може само да се продава кај тебе, ама ајде, сега го имаш дуќанот. Кој ти е најомилено вино, нешто така, на вкусна, на посебно, зошто? Кажи ми, и со која храна може да го асоцираме? Ако имам риба сега? Риба со Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc, добро. Да, може да се комбинира. Sauvignon Blanc го има и во Франција, Sauvignon Blanc. Да. Затоа малку ми е чудно, Македонија, Sauvignon Blanc, Франција, Sauvignon Blanc. Може да се... Това е сепажот од сем. Да, може да се парира и со риба, и со пилешко, и со кашкавал, сирење. Многу комбинации. Добро. Сега со месо, нешто јако месо, едно диво месо, нешто добро и јако вино. Орле, вранец. На прилика, навистина, имаш право. Преубав е, многу ми се допаѓа. Браво. Со салата можеме да го препорачаме гервостраминер на Лазар. Гервостраминер многу ми се допаѓа. Пак тоа е нешто француско. Гервостраминер. Ти ми ги знаеш вкусовите. Да. Он ми ги знае вкусовите. Многу паметен човек. Можеме да кажеме. И што нешто така за аперитив? И како аперитив се знае, право фризанте. Да, фризанте, значи, фризанте вино. Имаме прво кој тоа. што го пиеме знамо како ти го аперитив. прати розе. Да, има и розе. Има и розе. Да. Ете така. Розето. Супер. Гледате како Македонија има само убавини. И може да направиме комбинации со храна и вино прекрасни. Да, навистина, прво розе, ова е. Да. И само напред. Ви благодарам. Се гледаме Фала пак. ти многу. Се гледаме пак. Совети такви на сите што доаѓаат овде да купат вино, ќе бидат презадоволни. Ајде, одиме ние понатаму. Мислам дека набавив прекрасни состојки за да сготвам нешто магично. Но, како на секој уметник, ми фали малку инспирација. Се надевам дека ќе ја добијам во ова прекрасно место кое е специализирано за ориентална кујна. Здраво, добар ден. Добар ден. Добар ден, гледам ти правите ориентална кујна. Да, правиме. Да, и јас... Ние продаваме. Продавате ориентална кујна? Така, да. Готвите ориентална кујна, вие Ние не нешто пред? готвиме, само ќе ја викнеме шефицата да готви. Како не? Ако може да готви, Како да не? викните? Одма. Да, ајде.
здраво си, шефица? Задоволство. Мило ми е, ба сакав да дојдам да видам како се готви на ориентален начин. Ајде, дојдете со мене, на право место сте. Ајде, дојдам кај вас. Ајде. Шефица, ви благодарам што ме дозволувате да дојдеме заедно да во вашата кујна. Пред се, знамо ти кога влегуваме во кујна, се облекуваме, убава престрика, наша престрика од емисијата, обавезно, авантурите на Марк, президент, витаминка, шато сопот. Многу убава. Ви благодарам, тоа е мало поклонче за вас. Фала ви многу. Ајде, и јас ќе се облечам. Што ќе почнеме да правиме денес? Јас сакав ориентална кујна, ми кажавте вие, вие сте специјалист негде за ориентална кујна? Да, дојдовте на правото место. Епе така, Значи, јас супер. мислам да почнеме прво со маринадата на месото. Окей. Денес ни стигна. Одлично. Сега ќе ја направиме маринадата за нашата специјална пилешка шаурма. Ова се батаци. Ова Гледам. се батаци, да. Убаво изчистени без све. коска, Без коска, без малку ништо. кожа за мрсничко. Мора. Да. Ако не е мрсно, Да. не е вкусно. Да. Како ја правиме маринадата? Маринадата, значи почнуваме со основните работи. Имаме сончогледово, да. Сончоглед, добро. Ќе си го отвориме сега, е отворено. Ставаме доза колку. Освен ова месото што го маринирате, како ќе биде? Ќе оди на ражнич, ќе оди како? Ќе оди на голема гиромашина, ќе се да, ниже, ќе врти, ќе врти, да. да. Извините, учам, па тоа е, да? Апсолутно. Толку малку масто? Да. Доволно е. Окей. Ќе има Добро. течност од еден портокал, имаме еден лимон. А тоа го ставате вака, него... Да, после ќе го стискаме, после, кој ќе добро. ги измешаме зачините. Окей, Значи, добро. основните зачини сол и бивер, окей, си ги стураме. добро. Имаме паприка. Сопругата кој што каже, оти става многу сол, убаво си стававте сол. Добро, Имаме паприка, добро. анасон, морско оревче и карамфилче. И карамфилче, Сето тоа оу. со мелено, да. Ова. Како мириса убаво, ова е. И главниот виновник за шаурмата да биде толку убава е кардамон мелен. Кардамон. Да. Преубаво. Да. Ова е. Без него Врв. ништо од нашата шаурма. Колку години се бавате така со кујна и све тоа? Со оваа арапска кујна 6 години. Браво. веќе. Па Да. мислам од имаме некој што има Да. искуство позади тоа, па да. Да. Ова Сега што е? ставаме доматно пире Доматно со пире? малку блендиран лук, затоа што без Окей. лук Без лук арапската ништо не се кујна прави. Па не. И секоја друга И македонската кујна без лук не оди, па да. апсолутно. Нашиот природен антибиотик. Одлично. Да. Па сега јогурт ми Сега кажавте. јогурт ставаме за да ни е месото помеко и сочно. Има луѓе што секогаш му е чудно да мешат риба со јогурт. А овде мешаме месо со јогурт. И за мене малку ми е чудно да ви кажам право. Да. Јас сум навикнат француска кујна, белгиска кујна и све. Јогурт со месо малку е. Да, Чудо, изгледа е? чудно Да. и скептици се луѓето. Зошто се да, става јогурт? Го омекнува многу месото. Окей. Кога веќе ќе го пробаме, Аха, она или посочно. сочно е, да. Па, Не е уште една толку тајна, суво, да. Па да, уште една тајна научивме денес. Да. Сега ќе го измешаме. Добро. Јака Обошето жена сте во- вие за да мешате тоа све, а? Па мора малку. Аха. А сега ги па вала. Стискаме. Малку ми беше чудно што се ставаше така портокали лимон, Да, ама сега го стиска. Тоа добро. ќе си пушти дополнителен сок, што ќе му помогне и месото да трае подолго, бидејќи ни треба минимум 24 часа да отстои во маринадата. 24 часа Да, го за да ги маринирате. прими сите зачини, сите сокови. Осем киселината што има во лимонот и во портокалот, го печи малку месото и му дава малку како да кажеме како природно конзервант. Да, Ете природен така, конзервант, да. солта. Сортата а, плюс, да. Не му додавате малку шеќер, такви сари не. Не, има добро. доволно од портокалот. За да се избалансираат Супер. сите вкусови, ова мора да се Како убаво измеша изгледа. многу убаво. Ова подпечено, ово лепче, тешко. Месото ни е измаринирано. Да, го имаме колегата позади си работи. Колегата си работи, браво. додека и ние работиме. Месото ни е измаринирано. Завршено? Ставаме фолија капак и го маринирано забораваме 24 сата. 24 часа Што во ќе треба да фрижидер. дојдам утре пак? Не, А. ние веќе спремивме за вас. Добро. Окей. Да. Може да го изедам ова, да го оставиме нас или го оставиме позади? Може. Ајде. Уо! Епа. Тешко е. Да го покриеме и ќе го оставиме после во фрижидер.
Вуаля. Можеме да кажеме ти, првата рецепта е пола завршена. Почнавме. Да. Сега ќе направиме традиционална фатуш салата. Како? Фатуш. Фатуш. Фатуш Добро. салата, да. Фатуш салата, добро. Да. Слушнавте фатуш салата. Да. И што има во фатуш салата? Во фатуш салатата ставаме домат, Добро. малку макдонос, имаме младо кромиче, црвена зелка, краставица, роквица и зелен пипер. Пиперка. Това е само. И Да. марула на крај ки сецкаме. Добро. Да. Окей. Значи, Ајде, шефица. си сецкаме зелен Добро. пипер на покрупни парчиња. Да не ви кажам без прсти, без ногти, си знаете како да правите. Добро. Тоа ни е Окей. веќе минато, имаме роквичка. Одлично. И брзо си работи, господјата. Та шефицата, да не кажеме господја. А? Браво. Може Мешаме ще тоа. една. Окей. За шмек. Освен, пак ќе кажам, сите кујни, што луѓето мислат од се тешки, комплицирани и све, многу се едноставни. Кога ги знаете состојките што се композира до таа рецепт, многу лесно е. Што се прави? Се сечи, се лупи се. И вола, и на крај знаете што се прави? Се јаде. јаде. Па да. И битна имагинацијата. А ја оставате и лушпата тука. Да. Добро. Ние се чистени со... Да. Ама, ред, мене ми се допаѓа, јас ги јадам така со лушпа, не ми е проблем. Да. Имаме Добро. црвена зелка. Добро. Исто парчиња да гледаме да ни се на... Крупни. Да, Све на крупни ова парчиња. ќе си Да. буцнат со вилушка, да си буцнат од се. Да буцнат во нешто, Да. во нешто, Во не во нешто воздух, да да има буцнат, нешто за да. буцнање. Добро, окей. Браво, ми се допаѓа. Имаме младо На кромит кромиче. исто така, хо. На крупно сецкано така, оу, стоп. Имаме и макдонос. Макдонос, добро, Тоа е на по-крупно. топ. Да? Доматот ми останува сега. Валя. Сега ќе ставиме уште и домати. На крупни парчиња, браво. И на крај, љубовче. Љубов. Ова завршено? Завршено. Добро. Еве го доматот. Останува од зеленчугото уште А, марулата. ова е марулата, да. Можеме да употребиме друга салата или специфично марула треба за тоа? Ова традиционално кај нив се прави со марула. Со марула, Да. добро. Фатуш. Сега, во некои случаеви наместо сушено нане се става и свежо нане, зависи од Јас вкусот. сум повеќе за свежо. Да, Да. и јас сум повеќе за свежо, но досегашното искуство покажало од потрошувачите дека го сакаат сушеното. Им е поагресивно Аха, свежото нане во салата. Вау, правиме салата за колку? За 4 особи, тука минимум, не? Правиме, да А? пробаме и да се најадеме. Завршено? Тоа е доволно, да. Доволно, добро. Уште едно парче за мене. Сега доаѓа дресингот. Дресингот ни е маслиново масло. Добро. Не многу, за да не убие да не марула. прејако, да. Да. А го ставате директно на салатата, Да, добро. после ќе ја измешаме. Окей. Ставаме сируп од калинка. А, да, Да, многу добро. за- Тоа е малку турска инфлуенција, да кажеме, се знае и калинката многу во Турција се употребува Да. како сок, да. И во ориенталната кујна гледам, супер. За да ни го даде Одлично. оној киселка с благ вкус. Благо кисело, Имаме хималајска сол, добро. сумак. Сумак. Што е тоа сумак? Сумак ни е зачин што ја заменува, да Вау. речеме, сол со малку киселкаста нота, да. Преубаво е. Да. Да, прв пат што го И без слушам тоа. него фатуш салата секогаш нешто ќе фали ако Е не го фатуш бе ставиме, фатуш. да. Бара. Апсолутно. Добро. И имаме сушено нане. Сушено нане, добро. Тоа се ставаме. Вау. Сега ќе Многу, земеме многу зачини, Пак многу рекавите? вкусно даваме на тоа и навистина тоа го прави да целата мешавина да биде прекрасна. Браво. Ова завршено исто? завршено. Ого, Да? хоп. Сега ќе измешаме салатата Окей. со нежни Окей, тркања, тоа ја дека, да, да. притискаме и Да, да. даваме љубов малку. Секогаш салата се даде од нагоре, од нагоре. Супер го прави. Браво. И ова оди како гарнир, како прилог, како оди точно ова? Го служиме како предјадење. Како предјадење. Добро. После тоа си нарачуваат луѓето што се вегани, вегетаријанци фалафел, што ќе го Да, да, да. направиме подоцна. О, фалафел. Обожавам фалафел. Фалафел, Да, обожавам фалафел. Браво. Диамантот на Middle East е Да. фалафелот. Знамо ти фалафел потекнува нормално од Либан. Од либанската кујна. Фалафел и такви салати. Има и уште едно таков посебен кој што се вика табуле. Табуле, Не знам да, дали и го табуле прави. Го правите табуле? припремаме, да, да.
с база на Макдоналдс, Да, не да. тоа булгур. Булгур, ме тоа е вистински табуле што го правите. Да. Тоа е табуле од Со Либан. цеден Да, 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 да. лимон и маслиново масло, Браво. сол и бибер. Тоа е Браво. тоа. Многу ми се допаѓа. Салатата ни е спремна, може да ја сервираме. Одлично. А, што имате тука? Ова е пржена тортилја, што и самата салата фатуш е добиена по овие лепчиња пржени. Браво. Многу добро. Значи, Како кубет, не кубет, ама нешто така на чипс. ова е Да, чипс тортилја, пропржена, може и да се испече за поздрава верзија. супер. Кој како преферира така. Повелете? Си ја сервираме салатата, Окей. гледаме да ставиме од се. Не е нешто сега. посебно тајна да кажеме, што го нема само во товие држави, го има во Македонија. Можеме да готвиме на ориентални начин. Апсолутно, само да ги погодиме за Да. чините. Првата, Само завршена? да додадаме мал шмек Шмек уште, на добро. лепчињата. Океј. Епа, фатуш Фатуш салата. салата, мислам тие врв, Знаеме дека е. знаеме. Да. Океј. Све спремаме сега за фалафел. Фалафел, Фалафел. Гледам имаме наут. Имаме наут, наут, да. откиснат веќе преку ноќ. Добро. Само е вода. откиснето. Да, од откиснето. сув наут Од сув го ставите наут во вода во и откиснува. Откиснува, Добро. да. Гледам овде имаме Имаме спремно Макдоналдс, Макдоналдс, лукче, кромит. кромитче и се до тоа заедно ќе се меле во машина. само тоа се прави. Да. Нема После ништо ќе друго. додадеме А има и зачини. зачини. Добро. Ајде да почнеме. Ова е јак апарат, а? Јак апарат и доста гласен. Да, 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 да. О. Добро. Браво. А премногу брзо. Да. Даваме, може да го еде така. Мора малце да го Е целото. Ајде, свалиме. Океј. Се многу едноставно, па ти кажам. Наут, Макдоналдс, кромит и лук. И лук. Браво. Зачини уште не. Уште не. Уште не. Добро. Па измеливме наутот, Макдоналдс, кромит, лук. Све тоа убаво изменено, додадовме малку вода, видов. Малку вода, да. Сега Сега додаваме брашно. брашно. Добро. Океј. Брашното освен тоа ќе го Ќе го соедини смесата и ќе ни е полесно да го пржиме. добро. Ура, што тоа што е? Имаме кумин, Кумин, све тоа. Браво. Вау. Хе. имаме Па ќе кажам, а? Мојата умилена половина што мисли што ја ставам многу зачини, гледај колку има овде. Па да. Да не. совршено избалансирано. Како убаво мириса. Уа, чудесни. Ставате и бело и црн сусам. Добро. И А ова е сол и бибер. бибер. Да. Одлично. Се до тоа заедно го мешаме, да се соедини. Супер. Не ставате јајци или нешто така? Не. Ништо. Тоа е чисто вегетаријанско освен. Чисто, да. Добро. Океј. Дали може да се јади така чисто како е сега? А? Апсолутно може Мислам, да го ти може да се пробате, проба, да? само што е ќе е сирово. Вау. Одлично. Освен све домашно овде направено. Да. И Одлично. сосови, и месо маринада, и све правиме домашно. Хумус домашен. Ќе имаме прилика после да го видиме. Да, ќе пробаме се. Не можеме све да направиме, емисијата не е доволно долга. Сега што правиме? Го оставате малку да се динца или не? Малку да си легне, Да да, си легне, ама мгм. веќе имаме спремно, така да ова ќе остане. Одиме напред? Да, Со одиме ова? напред, одиме. Ајде, одиме напред. Хе-хе. Ќе го преме шаварма сега. Вау. Да? Асистент, јас го донесов тортијата. Ајде. Тортијата, да. Сега Што правиме ставаме сега? сос од лук, Сос од лук. да. Браво. Исто така домашен, ние си го подготвуваме. Не охридско макало. Па личи, а? Како да нешто така?
мислам ти или овие од Охрид се изгубија малку во деловите од Либан и свето, или многу од либанците дојдоа во Охрид. Па сега има нешто. Има нешто така, Ставаме да. кисели краставички, Кисели краставички, да. ставаме компирчиња со нашите традиционални зачини. Добро. Одлично. Имаме компири, имаме краставици, имаме макало, Имаме шаурма. шаварма. Тоа е, одсем шаварма е името на месото. Или шаварма. Шаварма во нивниот јазик значи нешто што се врти. Аха, добро, ето Затоа тоа го е. печеме на ова. Добро, окей. Ставаме Ние го кажуваме гиро. гиро. Арапско гиро. Арапска гиро, добро. Сируп од калинка. Од калинка, добро, пак. Го роламе врапот. Многу брза сте, за тоа. Мало. А сега го печиме. Сега малку ќе го подпечеме. Ајде, о како мириса. Тоа се вика проблем. По мојот жаргон се вика проблем. Сега ќе го зароламе во хартија. Окей. Спремно е за јадење. Така е спремно за јадење. Еде, еке одима. Не. Ќе го ставиме на страна. Да. И имаме уште, Сега мислам, имаме уште фалафеле. фалафел да спремиме. Ајде, и одиме да на уживаме. фалафел. Па да. Чекайте, ова шо е? Ова е калапче за пржење на фалафел. Ова е калап? Да, калап. Ајде, покажете ме. Оти ова не го знам, јас фалафел си ги Може и вртам така, во раци. ама вака излегуваат сите еднакви топки. И изгледа поубаво. Епа браво. Да. А сега? Хоп. Теза, и тоа се запржи. Добро. Колку треба по човек? 5, 6? 6 топчиња ни ова 6 топчиња по треба. човек. Добро. И ова го сервирате со еден сос? Со тахини сосот. Тахини, Да, 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 да. Колку време да се пржат во фритеза? 5 до 7 минути е А, сосема 5 до 7 долу. минути, а, Кога добро. се крена фалафелот на врв, Добро. е готов. Е готов. Добро. Ова завршивме? Да, ова Добро. забораваме да се пржи. Тука? Добро. Епа мислам ти сега е моментот, најубав моментот. Да. Крајот. Спремни? Крајот. А? Фала. Шефица, о ми донесе уште нешто. Нека можеме се да јадиме. Ова е прекрасно. Преубава маса. Да. Шефица, ви благодарам. Фала ви премногу. вас. Да, да. Фала. Вие се запознавте малку од почеток. Вие сте Собственикот. собственикот, извините. Јас сум толку навик да кажам газда и све тоа. Ја очекував еден ориентализам и дојде еден не знам од Либанисе. Вие сте македонец? Да, јас сум македонец. Потекло немаме никако со арапскиот свет, меѓутоа имаме желба и љубов према таа храна, така да тоа не направи мотив за етет, да пробаме да видиме. Колку години сте тука? Оти знам оти овој објект изглед, одамна е тука. Вие сте од почеток Од тука. почетокот, да. Браво. Од почетокот сме И тука. сервирате таква убава храна. Да, пробуваме. Имаме двојна улога. Ние ги храниме луѓето и ги едуцираме. А? Мислам, ајде, од што Повелете. треба да почнеме? Па можете Редот, првен редот, со месо. како е? Можете хумус, салатичка. Да се земете со арапска тортилја, да си Добро. премачкате на тортилјата хумус. Ајде, ќе почнеме со тортија. Јас ќе си направам едно парче реп. Мислам, оти има луѓе што кажат оти тоа е арапски нутела. Да. Е каква арапски нутела. Ау. Ќе биде многу тешко. Повелете шефица. Јас извините ќе почнам, оти многу ми се јади. Осем што гледав на готвење. Извините, јас сум навикнат со раци да се јади, а мислам од арапите со раци јадат. Епа, многу убаво е, прекрасно. Браво. Исто може да После се ова. искомбинирате со хумусот и тортилјата и фалафелот и Добро. добро. Ајде. Кажеме. Ние сме горди што се тука што го гледате на маса е тука направено. Состојките се надворешни, меѓутоа хумусот немаме ништо што е индустријско. Се што го гледате тука на маса е приготвено тука. Значи, затоа да кажам домашно. Браво. Ова имаме сос.
Тоа е тахини сосот, Тахини исто го сос. подготвуваме ние. Намерно го направите тоа, турхубаво. Апсолутно. Браво, браво. Многу ми се допаѓа. Ова мора да го пробате. Тоа е намаз од цвекло. Исто може со тортилја, може и така само. Не ден што го направам. Ќе го направам на белгиски начин, со помфрит, Ете така. ќе земам малку намаз Да. од цвекла. Многу убаво е. Вау, Доста ама не очекував тоа. Малку благо, благо е така и супер. Многу добро. Комбинацијата со помфрит, многу добро. Да. Ете, Салатата. нова идеја ни дадовте. Да? Салатата што заедно ја правевме, фатуш. Салата фатуш со сумак. Да не го забораваме, а тоа ми остане сега во главата. Зачинот сумак. Кажав не, салата фатуш без сумак не е фатуш. Ама ова со раци малку тешко. Одиме со филушка. Да. Да си буцнеме. Да. Не го пробав не? Главното. Шауарма. Шауармата, да. Ајде. Шауарма. Одиме. Сочно, лесно, приубаво. Немам друг збор. А мислам, оти, Може и да. малку од цвекло, Во сите нивни јадења преовладува таа нота така да секој со секој оди. Само Немам да е добро избалансирано. на вистина, мислам оти све што е на маса, можеме да го мешаме без проблем. Тоа е малку начинот, балкански начин, мезе. Се мезиме. се мези. Да, се мезиме. Имаме маса, мезиме на ориентален начин. Не сакам да ви кажам, извинете. Фала многу што ми Благодарам што не дозволивте посетивте. да дојдам кај вас. Спонтано, но сепак. Шефица, професорке, така да кажам, а? Може. Фала многу. Фала ви вас. Вие ми направивте поклон, што ми покажевте каков начин готвите ориентална кујна. Јас имам еден поклон за вас. Морам. Нашите пријатели од Витаминка се прават со љубов. Со љубов исто Вие како нас, да. Зачинот, што беше главниот зачин? Љубов. Епе, вала, повелете. Фала ви многу. Се надевам оти све што е внатре, ќе ви се допаѓа. Има за деца, има за све, за возрастни, за сите. Тоа е кутија малку изненадување. Да, фала ви многу. А ние можеме да кажеме оти денес со вас, со вас шефица, со таква убава маса, што да правиме? Да продолжиме да јадиме? Да. Здраво, здраво гледачи. Денес многу сум среќен и горд оти ви зборам од нашата нова авантура, новиот проект. Сме во кујната на Прима и Беко. Ке готвиме понатаму рецепти во оваа кујна. Гледате како е наместена, преубаво. Од секоја авантура, секоја недела, ке подсетиме град. Како го правиме и секогаш. Тоа ќе се продолжи. Ке правиме на тој начин и во секој град ќе земам неколку намирници, неколку зачини и од това ќе готвиме, ќе направиме преубави рецепти. Рецепти, ме знаете, на мојот начин. Зошто ќе готвиме сега? Па знаете што? Многу луѓе ми пишаа и ми кажуваат Марк, супер ти се емисиите, ама само се шеташ и не готвиш више. Па сега, заедно, ќе готвиме со мене, со вас и со Прима Мебел и Беко. Денешната авантура, денешното готвење, епа ќе готвиме на ориентален начин. Знаете, во Скопје се шетавне, бевне у пазарот, бевне ке Максимус Фиш, бевне во Левант, бевне секаде и научивне неколку рецепти, неколку тајни. Денес јас ќе готваме еден кускус на марковски начин. Кускус се знае ориентален, кускус се знае кој го направиме со пилешко, го правиме со морков, тиквица, лукче, без лукче не се готви обавезно кускус,
Ете, кускус. Преубаво ова. Ова е кускус, марокански кускус. Ке ставиме зачини, што ги имаме донесено и од Куманово, и од секаде. И да не забореме дафинка, обавезно, тоа ќе ни го прави бујонот. Ајде, почнуваме. Ми треба лупалата, морковот, на брзина да го изчистиме. Океј. Знаете, оти кускус е еден од најпознатите, кажам, јадења во ориенталната кујна. Кускус може да се прави вегетаријанско, само со зеленчук, може да се прави со пилешко, со јунешко, со све од свем. Јас денеска ќе ви го правам со пилешко, оти мене многу ми одговара, многу го сакам така. Крупно сецкано малку лук, морковот го изчистивме, ќе го сечиме на мали парчиња, за да можат брзо да се спремат. Оти пак све што ќе ви кажам како рецепти, се рецепти што ќе бидат вкусни, ама брзи. Многу сакам да се готви брзо. Ден денес дома домаќинките немат време да готват. Ако готват како мене, што знаете што сум навикнат да готвам брзо, ќе можете да имате време не само да готвите, ама да видите со вашиот сопруг или сопругата. Оти знам, оти сега и повеќе мажите готват дома. Ете, тиквицата исто. Ја сечиме на коцки. Секогаш кога сечите, правите мали коцки. Малите коцки се многу полесни за варење, за пржење и оди побрзо процесот за готвење. Ете така, парчиња лесни. Све ова го ставиме во убавото тенџере. Ова еден пријател од Кратово ми го даде. Гледате овде, од свем, кујната е приказна. Од секоја патување има едно парче што го употребам. Дали е зачин, дали е тава, дали е нешто намирница што е додена од нив, тоа е приказна убавина од авантурите со мене. Вала, супе ова, ги ставаме сите заедно. Пилешкото, за да го обрзиме, како да кажам, процесот на готвење, ќе го пропржиме. Ајде. Знаете, нова кујна, нови навики за готвење. Па тоа е тоа. Уште треба да се навикнам прв ден. Што е тоа? Ајде. Хап, одиме. Пак ќе кажам, беко, многу лесно, многу брзо. Вау, се топли. Тука, вуаля. Малку маслиново масло или зејтин, зависи што сакам, ќе ставам малку зејтин. Брилјант, нашите партнери. Вуаля. Пилешкото е пресечено. Ќе го пропржиме малку така, неколку парчиња, батак, крилица, малку бело месо, белото месо исто. Ќе го пресечам да биде полесно. Вака. Вуаля. Исто еден надбатак уште. Мислам оти со ова ќе биде доволно. Да не правиме премногу, не сакам да фрлам. Ова ќе го потребиме за друг ден или за друга рецепта. Да се пропржи, ќе чекаме малку. Пилешкото кршка. Топ. Почнува мириса да доаѓа во кујната. Сега мора малку неколку зачини да му додаваме, за да личи на нешто, да има вкус. Моите омилени зачини имаме донесено од Мароко, од Индија, ама сакам да ги работам тоа што ги имав од Куманово. Ке знае кој пријателот што ми даде неколку зачини. Ке се препознае. Ете вака. Ова нека продолжи да пече. Овде зеленчукот, кускусот, гледајте што ќе правиме. Ставаме малку од кускусот над зеленчукот, малку зејтинче, да биде малку мрсно, мора. Исто тука му додадаме зачините. Мара. Имам исто и овде малку кацана сол. Зошто да не? Мара, кацана сол. И исто малку лутко, буковец. Вуаля. Све тоа, на крај, обавезно, без дафинка,
не се готви. Дафинка многу ми одговара, оти има сол, има бујон, и това ми е лесно за мене. Ете така, ставаме малку сега вода, одиме на чешма, ставаме вода. Точно така. Вода, ова. Кускусот ќе ја земи целата вода и ќе продолжи да се печи. Зошто? Оти пилешкото го подпечев. Ќе го стам во тавата и ќе оди во рерна. Рерната е топ. Многу ми се допаѓа. Оти има додаток на вода, ќе има малку пареа и таму ќе се направи врв. Ќе биде подпечена надвор пилешкото, а внатре ќе биде сочно. Хо, супер. Можам да додавам оти од карес, имам пуно опрема што ми дадоа и навистина тавите што ми ги даде. Фала многу, супер се. А знаете плюс што, ова е бренд и е белгиско, Бергов. И од Белгија има нешто во Македонија, гледате, не само Македонија, во Белгија. Епа, подпечено, ова ќе го измешаме малку. Сме при крај. Само уште малку трпење. Вала. Ова можеме да го додаваме во тавата. Така. Вала. Однапред се водушевувам од што правам. Ете вака. И сега све е во тавата. Сега каде одиме? Во печката. Ајде. И знаете што? Беко пареа. Имаме едно канистер овде на страна, додаваме малку пареа, да све да биде сочно и подпечено како треба. Вуаля. Чекаме сега малку повеќе, 20-30 минути, ќе видиме точно. Не знам уште точно како оди печката, ново е за мене, ново е за вас. Ќе видиме заедно колку време ќе чекаме. И побрзиме процесот, пардон. Помина 30 минути, мислам оти спремни сме. Рерната, навистина, е многу брза. Одлично. Вау. Чекај, хоп, одиме до крај и го вадиме. Ова може да се кажи оти е превкусно изгледа. За да знаеме дали е превкусно, мора да се проба. Гледате, све се двои, кускусот е врв. Пилешкото, ета пилешкото. Мора да го пробам. Можеме да кажеме кој за денес. Mission completed, како кажувам секогаш. Што многу сум среќен пак и многу горд ти сум во мојата кујна, кујната на Прима, на Нептун, каре мисите, нашите партнери, со без нив ништо нема да правиме. Завршивте. Одлична рецепта. Се гледаме наредната недела со уште нови авантури и уште нови рецепти. Ве сакам. Следете не на YouTube, Instagram, секаде. На сите социјални мрежи сме тука за вас.